Во рамничарскиот дел на плодородната Струмичка котлина, на десната страна од патот Струмица-Штип, во непосредна близина на градот, е распослано селото Добријци. Ова населено место со тек на годините било подновувано и сега наполно го има изменето својот лик. Западно од така нареченото Старо Добријци, на самиот влез во селото, оформена е нова населба, наречена Ново Добријци. Старата и новата населба ги дели една рекичка, која местното население ја викало Крива река. Инаку, Ново Добријци прво жителите го викале Марино село. Порано селото имало друга местоположба. Се наоѓало во местноста Тилци, меѓу селата Водоча и Велуса. Таму имало чешма, која местното население ја викало Добрејска чешма. Селото било изложено на припек, имало многу змии и мравки, па според тоа населбата била наречена Змијарево. Од местноста Тилци, подоцна селото било преместено во местноста Црнелка. Поради појавената болест кај населението, змијаревчани се преселиле на денешното место. Тука им било убаво, па почнале да го употребуваат зборот добро е. Потоа и селото го добило името Добријци. Постојат и други интересни легенди за настанокот на селото, кои со задоволство ни ги раскажа Делчо Ѓорѓиев. Јас село Добријци прв пат го има запишено во документа 1519 година, како село Добријци. Порано е било селото во местноста Тилци, помеѓу Водоча и Велуса. Ама луѓето се појавиле многу змии и опасност од змиите решили да се иселат тука во една местност, сега викана Црнелка или Фасолярник место го викат. Таму се живееле тоа и пред 1519 година, ама се појавила и таму една болест. Дали е маларија или луѓето почнали да умират. И така решиле да се иселат на денешната местоположба. И луѓето, кога се иселили на денешната местоположба, почнали да велат дека добро е, добро е, добро е, и по тоа што го тие зборове ден денес го добило името Добријци. Значи 1519 година луѓето броело 24 фамилии. Негде по 5 члена, околу 100 жители е било. После е раселено, за време турско, се прегонувани луѓето. Одени има некај Добришинци, дури и некај Беровскиот крај. И така ден денес друга легенда вела дека по добрината на луѓето го добила името Добријци. Или уште една легенда има по машкото име Добре или Добрица, така е добиено името. Тие се 3 легенди, ама најверојатна легенда е што спомнав првата, како добро е местоположбата, луѓето се живееле во хармонија, здрави и живи и така. Сега над 2000 жители броje. Селото е во порас. Тука дека што моментално се наоѓаме, тоа е Ново Добријци. Инче се вика Добријци, ама така ние го велиме Ново Добријци или порано Марино село, негде во 1960 година. Тука е имало 3-4 куќи. И сите 4 куќи жените се викале Мари. И така се викало порано Марино село. Потоа Ново Добријци и така сега прерасна во голема населба. Тука ни е индустријската зона Север и веќе со градот сме споени. А домакинство около 550 домакинства има селото. Претежно се бават со земјоделие. Близко сме до градот, некои одат помлади, не сакат да работат земјоделие, можеби не се исплатува, одат по приватни фирми на работа.
Да, јас ќе спомнам уште еден сегмент. Нашето село е чисто етничко со македонско население и така во 1900 година е отворено првото школа на македонски јазик. Учител е бил Костадин Мазнејков и кој по кратко време работејќи во школата е убиен кај селото Дедино Радовишко, бранејќи лерницата за бомбија и за куршеви. Така, после за време српско е обновено школото, и учело бугарски, и денеска имаме основно училиште до 4-то оделение се учи. Добрејци е прва приградска населба во Струмица. Порано во него имало само 24 домакинства, но со тек на времето нивниот број неизмерно расте. Па така сега во него живеат околу 2000 жители и има 550 домакинства. Од година во година, жителите успешно ги решаваат и комунално-инфраструктурните проблеми во селото, при што истите си обезбедија поудобно и поквалитетно живење во ова населено место. Селото Добрејци е првата приградска населба веќе на градот Струмица и представува едно од помодерните населени места во делот на својот развој. Тоа и по природен пат создадено, а благодарение и на заедничките активности на граѓаните со својата локална самоуправа, кои што значат усовременување и целосно таргетирање кон подобар квалитет на живење во делот на комуналната инфраструктура. Само ќе се присетам пред неколку години, пред 5-6 години, главните приоритети покрај водоснабдувањето на Добрејци беа решението на проблемот со дечињата. Децата одат пеш на училиште во Сандо Масе во Струмица и небезбедниот пристап беше главен приоритет. Тогаш го изградивме тротоарот Струмица Добрејци, а после тоа и коцката ја наливме со втор слој на асфалт. Продолжи активностите заедно со изработката на проектот за водоводот и изградбата на целиот водоводен систем, така да денеска Добрејци е поврзан на градската водоводна мрежа и добива вода од филтер станицата од градот Струмица. Продолжи активностите. Во Добрејци имаме асфалтирано неколку улици, имаме направено детско игралиште, имаме инвестирано во паркови, целосна реконструкција на домот на културата и други активности кои што се веќе реализирани во Добрејци и продолжуваме понатамо со активноста. Ова 2012 година сите сме пред исчекување на избор на изведувач за канализациониот систем во Добрејци. Канализациониот систем е многу важен, заради тоа што навистина се работи за село кое што е поврзано со градот Струмица, така да заедно со Просениково и Дабиле очекуваме до крајот на годината да почнат некои градежни активности за канализационите системи на трите села, кои што чинат повеќе од 1,5 милион евра. 1 милион и 100.000 евра се обезбедени од грант од Светската банка, а 420.000 евра се од локалната самоуправа општина Струмица. Со овој проект буквално ни остануваат во иднина да ги асфалтираме сокаците. Еве сега која зборуваме за Добрејци, веќе буџетот е при крај за 2013 година. Сите оние улички кои што влегува за 2013 година за реализација во Добрејци, преку 60% се сокаци, оти улиците се веќе асфалтирани, така да одиме кон привршување на потребите од комуналната сфера. Во Добрејци инвестиравме во спортско игралиште, кое што е во близината на училиштето. Целосно го оградивме и представува квалитетен амбиент за живење на младите граѓани на Добрејци. Имавме реконструкција на училиштето. Оваа година заврши целосната реконструкција на подот во основното училиште во Добрејци и се обидуваме од сите аспекти да ги подобриме животите на граѓаните. Она кое што представува нивно барање, постојано се обидуваме, не е надлежност на општината, имаат проблем со полските патишта.
животот целаните го минуваат голем дел од нив по нивите, работат доста, а навистина полските патишта се уништени. Тоа е надлежност на Министерството за земјоделие и се обидовме да се обидеме до пролета, ако нешто успееме, ако не општината заедно со граѓаните во еден партнерски проект 50-50, ќе влеземе во реконструкција и тампонирање на овие толку важни за нив полски патишта, оти навистина секојдневно ги користат одејќи кон нивите кои што ги обработуваат. Генерално можем да кажем дека Добрејци заличува веќе на една приградска населба, представува составен дел на Струмица, со она што е направено можем да бидам целосно задоволен, а знам дека се задоволни и граѓаните од Добрејци. Добрејчани веќе имаат се што е потребно за живење и реализирање на секојдневните потреби. Изградени се нови куќи, асфалтирани се повеќе улици, има спортско игралиште, школо, водовод, а во теке и изградбата на канализациониот систем. Вака населеното место до село Добрејци гравитира на општина Струмица и фактички далечноста меѓу селото Добрејци и Струмица нема некоја посебна далечност, бидејќи со изградба на индустријската зона која што спаѓа во зона Струмица север, исто таа споена со градот Струмица. Населените во село Добрејци гравитира посебно со земјоделие, но во последно време има доста отворено приватни фирми, така да младите наоѓаат своје вработување во истите фирми. Во поглед на инфраструктурата во место село Добрејци има доста изградени улици и патишта, остануваат уште неколку улици вака за доградување, кои се соробатка со општина Струмица, се надеваме дека во наредниот период ќе бидат изградени. Во поглед на инфраструктурата, водоводната мрежа е изградена, значи секој домаќинство има веќе кој сака да биде приклучен во водоводната мрежа. Во тек е постапка за изграда на канализација која што ќе битно влијае за квалитетот на животот, како на населението кој што гравитира во населеното место и кои што живеат и ќе останат да живеат во село Добрејци. Во поглед на развојот на спортските активности, значи село Добрејци располага со спортски терен, кој што давно е изграден и моментално младите имаат кај да тренираат и да спортуваат. Исто така изградба во тека изградба на парк во населеното место и тоа во центарот на селото, кој што ќе го обнови самиот изглед на центарот на селото, а и самиот начин на луѓето кои што доаѓаат во самото населено место или изгледот на самото место кој што личи на центар. Основна екзистенција на жителите од ова населено место било земјоделието. Од секога се занимавале со одгледување на раноградинарски производи, а незастапени биле доматите, пиперките, зелката. Сега во Добрејци најмногу е присутно пластеничкото производство. Добро, ние сме од село и се занимаваме претежно со земјоделие, со градинарски култури. Кај нас повеќе се застапени доматите, пиперките, зелката. Иначе сега у сегашно време, да кажеме, повеќе се занимаваме со пластеничко производство, бидејќи климатските промени што настанаа на отворено приносите се веќе помали и губат од квалитет. Секој пат пазарот сака квалитет и количина. И затоа народот се одлучи повеќе да произведува под заштитени простори, односно под пластеничко производство. Секој пат градинарството на голема материја и секој пат трошковот се поголеми, бидејќи тоа зависи од повеќе фактори. Репроматеријалите секој пат имат високи цени, а под репроматеријали се подразбира, бидејќи нашето село нема систем за наводнуване, се наводнуваат со моторни помпи,
а тие се, знаете и самите колку е бензинов скап и нафтените деривати и колку и да чине производството, секој пат цената е мала, бидејќи трошковите се многу зголемуваат. Освен земјоделието, во Добрици се отворени и повеќе приватни фирми. Жителите одлучија, освен со земјоделски производи, да се занимаваат и со други работи. Отворени се повеќе фирми за производство на сладки. Салони за керамика, плочки, санитарија, водовод. Фирми за производство на мебел. Добрејци е моето место на живеење и решиме да започнеме со семеен бизнис, се занимаваме со производство на мебел. Значи, имаме вработени од Добрејци. Добрејци не се занимава само со земјоделие, занимава се и со производство на мебел. Мебел исклучително за македонскиот пазар. Времето е малку тешко, али ипак на време се исплатени плати. Има и многу снабдени продавници. Земјоделски аптеки. Стовариште за градежни материјали, а во најскоро време се планира и отварање на 3 нови производствени погони. Во центарот на Добрици се наоѓа и црквата Света Илија. Изградена е многу оддамна, но 3 пати била палена од страна на турците османлии. Така местното население одлучило да вложи во реновирање на истата, па сега црквата има многу поинаков изглед и е доста посетена од страна на местното население. Илинден, Светилија. Црквата се вика изградена 1812 година. Тај е 4-ти пат. И постојана црквата веќе. Тука. А од турците е горена 3 пати. Куклише е горено и црквата наша е горено
около Клишово станието, горена. И от тога е поставена църквата наша, до ден денеска и си пустова църквата. Довадят, кръщават деца, венчават се тука, се довадят и празничен ден довадят тука, и стари, и млади се довадят. На 8 новембър Курбан коле нашата църква. И това е таксано от старта, уж от турско. И се казва поповето да забранат и владиката Арнаман доведя тук, ние не им дадеме. И пущияна. От и това от старо време останано църквата, църквата се купува, била опечалба, била не опечалба, това е от църквата. Курбан. Арама народу не ли свеса, довадя взима си курбан, взима, не гледа кило ли има, половина ли кило, колко има, кой 100 динара, кой 200 динара остава, кой 50 динара остават на църквата. Пари. И тук свеки кого се взимат, като довадят всеки празник и църквата се напреднала по нещо. Арма я сега, народу няма пара. Пари нямат и ослабнева, напуща църквата вече. На водици се хвърля кръсто у реката Струмешница. Хвърля се на водици и се проявят деца, кой сака да се хвърля, довадят тук, проявят се и се хвърлят, им се купува. Първо им взимаме ланче, даваме. А сега я стана 3 години, телевизор им се купува, дава им се телевизор. Арама сега, това не е убаво телевизора, тук отборо кажа, ланче пак кръст да им се дава. Селото помогна, лани не пола новираме църквата. От селото някой даде нещо тук от църквата и се новира църквата. Постоя. А ако не се новираше, готова беше църквата. Тя паднаше. Од 2005 година, училиштето во Добрејци е во состав на основното училиште Сандо Масев Струмица. Бројот на учениците во ова училиште интензивно расте, па така сега во него учат 72 деца од 1 до 5 одделение. Училиштето организира различни приредби и манифестации, па децата можат да бидат горди што се дел токму од ова училиште. Во состав на Општинското основно училиште Сандо Масев во Струмица и подрачното училиште во населеното место Добрејци. Ова училиште
се вклучи, да кажеме, во составот на нашето училиште со новата територијална реорганизација што се направи во Република Македонија во 2005 година. Од тогаш, значи, постои како посебна единица, како подрачно училиште, меѓутоа во склоп на Општинското основно училиште Сандо Масев. Тоа би било за историјатот на училиштето. Што се однесува до бројот на учениците, со задоволство можам да ви кажам дека бројот на учениците во ова населено место бележи тренд на зголемување во однос на изминатите учебни години, така да во моментот во ова училиште од прво оделение до петто настава следат 72 ученици, кои што се распоредени во 5 паралелки. Наставата се изведува на македонски јазик. Наставата ја реализираат наставници од оделенска настава. Нивната стручност е согласно нормативот за работа, значи, во училиштето. Исто така, согласно, значи, наставниот план. Има и наставници кои што доаѓаат во 4-то и во 5-то оделение, во погорните оделенија, и кои што изведуваат настава по, да кажеме, тесто стручни предмети нови. Инаку за ова училиште можам да кажам дека сите активности кои што се планираат во годишната програма за работа на училиштето се однесуваат и на овие ученици. Значи, сите вклучувања што ги имаме или соработки во делот на програмата, каде што се застапени во наставни активности, слободни ученички активности, екскурзии, настави во природи, посета на библиотеки, на други културно-образовни институции, значи редовно се информираат и согласно желбите на родителите и согласно потребите на учениците се реализираат. Некои проблеми во комуникацијата, да кажеме, на таа релација не сме имале до сега. Родителите се соработливи, сакаат да соработуваат со училиштето, сакаат да оделат дел од своето слободно време, што секако е за поздравување и носи успех во работата на училиштето. Во 6-то оделение, значи, овие ученици, овие наши дечиња доаѓаат во централното училиште во Сандо Масев и се распоредуваат во паралелки и секогаш при тоа се води сметка за потребите на учениците, за и на родителите, се разбира. Овие дечиња секојдневно патуваат, има организиран превоз, значи преку училиштето. Превозот е бесплатен, исто и овие ученици се снабдуваат со бесплатни учебници, така функционираме во овој период. Што се отнесува до условите за работа, од 2005 веќе спомнав кога училиштето, значи, дојде во состав на нашето централно училиште, се трудиме да ги подобриме условите за работа на учениците во рамките на средствата што ги имаме располагање, односно во рамките на буџетот што преку општината од Министерството за образование и наука го добиваме. Морам да нагласам дека секоја учебна година како училиште ние ги праќаме нашите приоритети, меѓу кои, значи, се приоритети во ова училиште да се сменат внатрешно сите врати, да се промени кровната конструкција на училиштето, да се смени фасадата на училиштето и внатрешно да се реконструираат и ѕидовите. Тоа се многу работи, меѓутоа јас сум оптимист дека со заедничко разбирање, со заедничко трпение, што е најважно во нашата работа кога се работи за ученици, може да се подобрат условите за работа и да станат навистина пријатни и достојни услови за нашите ученици. Добрејчани може да се гордеат со многу убави работи, а секако и со познатиот уметник Каролина Бур Божинова. Родена е во Швајцарија, а љубовта ја носи токму во Добрејци. Доколку ја посетите, ќе забележите една прекрасна градина исполнета со безброј уметнички предмети, изработени од незините вешти раце. Има направено многу слики, витражи, интересни дела од керамика,
а учествувала и на групни изложби во Швајцарија, Франција, а е била дел и од струмичката ликовна колонија во 1999 година. Кога човек се занимава со керамика, она има најспоредно контакт со тие основи 4 елемента, што е огине, вода, ваздух и земја. Земја најглавна исто. Ама додека нема љубов да ја направам амалгама од сите тоа работа, мислам, оне нема да излезе некој добро дело. И това е најважно, љубов да испоа тие 4 елемента. И това како довајко 5 елемент. За жал, мислам, таа заната, како сите стара заната, изумират. Ама се надевам, и јас како исто млади луѓе, исто мислене, ќе ги врата таа традиција. Делчо Ѓоргиев повеќе од 10 години одгледува мали преселни птици, наречени јапонски препелици, кои за 3 дена можат да снесат дури 4 јајца. Станува збор за јајца кои се многу здрави и се употребуваат во лекување на многу болести. Содржат многу витамини и минерали, неколку пати повеќе во однос на останатите јајца. Јас пред 10-12 години ми дадеа 5 јајца. Имаме инкубатор, рачно изработен, ставиме внатре и 4 пиленца не излизеа. Со тие 4 пилија ние успеавме да ги зголемаме, имаме илјадници пилина продадено, па и многу јајца. Барат хигиена, голема храна. Ние си правиме храна сами, по рецепт хрватски, за пилињата да несат. Ке дојде некој од мене, ке купи пилиња и после неколку дена ќе ми рече пилињата не несат, ама не им дава соодветна храна, не им одржува добра хигиена. Секој пат треба 2 пати дневно да им се дава чиста, питка вода, за да несат и така, и да бидат здрави. Ете, многу ги сакам и ќе продолжам уште повеќе, сакам да го зголемам производството. Него луѓето слабо се едуцирани, не знаат колку се вредни тие јајца, не сите. Малку луѓе знаат колку се вредни. Тие прво ги земат луѓето, ја појачува крвната слика. Кај помали деца и кај повозрасни. Обично кај спортистите не треба да конзумират обемна храна. Таа е мала и повеќе калории. Така пишува и во весникот дека секој спортист, секој мало дете и секој постар човек треба да ја конзумира овие јајца за екнување на имунитетот и за подобрување на општата здравствена состојба. Па негде околу 300-350 имаме полошки, фазани имаме 10-12 и кокошки околу 80 имаме. Па некој зајче така ни приредува убавина во дворот. Ова беше прекрасната приказна за Добреци, животот на жителите од ова населено место. Нивната гостопримливост, добрите домакини, не направија срекни со желба повторно да се вратиме овде. А за да уживате во овие прекрасни случувања, и вие треба да го посетите ова населено место.